А сега, како што најавивме, го имаме Мартин кој разговараше со човекот, градоначалник, политичар, стабилен, сериозен, одговорен, хуман, лојален. Да го погледнеме интервјуто со Стефче Јакимовски. Господине Јакимовски, важевте за близок пријател на поранешниот председател. Јавноста е во дилема. Шарпанинецот остана кај Иванов, но што се случи со неговиот папагал? Откако Киро Глигоров се пензионира, откако Киро Глигоров, значи замина од политичката цена, очигледно дека не може да се снајде. Добро, виден е како краде трошки, семки и јаде по туги балкони. Што предлагате вие? Мислам дека обвинителството мора поенергично и судовите да действуваат. А за тоа ли го ставивте во кафез? Веќе некои требаше да се најдат за решетки. Но тоа значи дека Глигоров го оставил, дека не се грижал што ќе се случува со папагалите по него. Човекот нема направено никаква штета за Република Македонија, за да биде така напаѓан. Вие инсистирате папагалите да се стават за решетки. Но што ако СЈО почне и вашите да ги лови? Прашањето ви е одлично. Се настојува да се ловат вештерки. Но, господине Јакимовски, да се вратиме на актуелни теми. Вашата партија е многу стара. Зошто се доведувате во ситуација да му слугувате на режимот? Ако ние сме сакале да бидеме во вазалска улога, нема да сме дигнале восстание 903 година. Создавате еуфорија преку медиумите дека вашата коалиција убедливо ќе победела. Толку ли сте убедени дека ќе победите на изборите? Јас сум длабоко убеден дека ќе биде се тресаше гората, се роди глувче. Значи да очекуваме пиштење и вриштење. Со коалицијата групно ќе се тешите или секој башка ќе плаче? Хорското плачење е така поинтересно и поубаво за слушање. Значи ли тоа дека се подготвувате за заминување? Прашањето ви е одлично. А планирате да заминете сами или комплет фамилијата? Мајка ми нема пасошт. А зашто нема државјанство? За да добиеш македонско државјанство треба да имаш стан или куќа во Македонија. За вас се зборува дека имате во секоја зграда во Карпош. Не е поарен нити Шилегов. И на крајот, во кампањата се плукате со опозицијата. Дали мислите дека сте подобри во тоа? Колку далеку може да плукате? Прашањето на плюкање во далечина очигледно дека има и други кои што подобро го работат тоа. Ви благодарам. Студио?